Нема веќе доживотни функции и недопирливи позиции. Управните одбори ќе бројат најмногу 3 члена, а статусот ВД станува исклучок и строго временски и правно ограничен, најави министерот за јавна администрација Горан Минчев на јавната дебата за предлог законот за високи раководители на органите на државната управа и фондовите. Законското решение предвидува транспарентна постапка за именување на високо раководните функционери, но и јасно ги уредува мандатите и го ограничува изборот, изјави Минчев. Една од новините е и строго ограничување на поимот вршител на должност, односно ставаме крај на злоупотребата на вршител на должност. Свесни сме дека низ годините привремените решенија се наметнуваа како правило, а не исклучок, што директно ја разјадуваше и институционалната стабилност и ја подкопуваше одговорност. Позицијата повеќе не е титула, туку одговорност за резултати. Нема доживотни функции, нема недопирливи позиции. Раководителите ќе имаат стабилност, но и јасна обрска да испорачуваат резултати. Генералниот секретар на владата Игор Јанушев изјави дека со законот се воведуваат јасни и унифицирани правила за избор на директори, членови на колегијални органи, управни одбори и државни секретари. Функциите на високите раководители треба и мора да се достапни за сите заинтересирани кандидати под еднакви услови. Именувањето на висок раководител предвидено е се врши од транспарентна, фер и конкурентна постапка за селекција, со што се гарантира изборот на најуспешниот, односно најдобриот кандидат. Именувањето на висок раководител мора да биде согласно унифицирани и транспарентни критериуми за именување и со овој закон се постигнува токму оваа цел. Со новиот закон се прави воедначување на правната рамка со која се регулира институтот на ВД директор, односно се воведуваат задолжителни критериуми и услови како и времетраење на оваа функција која нема да биде подолго од 6 месеци. Предлог законот за високите раководители на органите на државната управа и фондовите од 31 декември е поставен на ЕНЕР.